Продолжиме со нашето проучување, дела 15 глава. Успеав да ги прочитам само првите два стиха, мејатата сабота. После оној вовет за тоа што се зборувало, што се цитирало поточно од Библијата на славната генерална конференција во Минеаполис 1888 година. И да подсетам, барем во првите 3 дена, освен посланието до галатјаните и до римјаните, двете централни новозаветни книги за ова голема тема оправдание со вера, често било цитирано и 15-тото поглавје од делата на апостолите. Дела 15 глава. Јасно зошто оваа глава била битна за разбирањето на темата. Иако, слободно можам да речам, оваа глава, може би спомнав и минатиот пат, не се сеќавам, оваа глава останува до ден денес многу несватена или погрешно сватена од страна на многу деноминации. Пример, протестантите велат, ќе дојдеме до таму подетално кога ќе ги проучуваме 4 клаузули, така наречени, на апостолскиот собор, со кој што на христијаните од паганско потекло им се дава слобода од законот, освен тие 4 клаузули, да се воздржуваат од јадење крв, од удавено, што се сведува на првото заради крвта, од блудство и, што е последното, идолски жртви. И сега мнозина, особено површните протестанти, велат, само тоа апостолскиот собор заклучил, значи што па вие сега и сабота празнувате, што па држите чиста и нечиста храна, тоа го нема во клаузулите, дели? Добро, тоа е еден начин на кој што христијанскиот свет погрешно ја разбира дела на апостолите 15 глава. Ке видиме, кога ќе стигнеме до таму, до заклучоците на апостолскиот собор, ќе видиме дека саботата и како се споменува таму, иако не во самите клаузули. Постои еден друг начин на кој што се погрешно разбрани овие клаузули. И во самиот адвентизам биле погрешно толкувани и разбрани. Например, се сеќавам на едно толкување што го имаше објавено сега покојниот брат Расел Стендиш, кој што вели дека, нели, според она, еве денес малку ќе ја проучиме таа тема, според она сваќање дека постојат два закони, морален и церемонијален, и дека само едниот е укинет, церемонијалниот, а другиот е се уште на сила, што водело до погрешно разбирање и на галатјаните и на римјаните, па автоматски и до погрешно толкување на дела 15 глава. Пример, своевремено Расел Стендиш пишуваше дека тие 4 клаузули се исклучок од церемонијалниот закон. Значи, христијаните треба да го држат целиот морален закон, слободни се од церемонијалниот закон, ова е традиционално адвентичко толкување, погрешно исто така. Но овие 4 клаузули се само исклучок од церемонијалниот закон. Значи, демек овие 4 клаузули се церемонијални и од церемонијалниот закон само нив треба да ги држи. Меѓутоа тоа не е точно. Овие 4 клаузули не се церемонијални воопшто. Сите која од која, како што и Вагонер проповедаше во 19. век, се морален закон. И идолските жртви да не се јадат, тоа е морален принцип.
и крвта да не се јаде, што Господ уште на Ное, на дедо Ное му го кажува тоа, на почеток, тоа е морален принцип. И блудството, за тоа ли требали дискусија, дека е тоа чисто морална заповед, каква церемонијална. Но гледате, кога нешто ќе се измести, кога нешто погрешно ќе се толкува, например, паничното сваќање, морален, церемонијален закон, тогаш погрешното разбирање на еден аспект од Евангелието води кон погрешно разбирање на целото Евангелие. Кога пак ќе се стави све на свое место, кога коцките ќе легнат, како што велиме, тогаш се си е на свое место и целата вистина е една компактна, хармонична целина. Да се вратиме на почетокот на 15-та глава, ќе ги препрочитам првите два стиха, потоа продолжуваме со наредните. Значи, Дела, 15-та глава, а некои луѓе слегоа од Јудеја и ги подучуваа браќата, значи христијаните од паганско потекло, ново обратените христијани. Ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени. Ова прашање, значи, предизвикало остри реакции и представувало повод за првата голема криза во апостолската црква. Вториот стих ни вели, а бидејќи настана бунт, што значи самиот збор бунт подразбира многу тешка криза, сериозна криза, сериозни, остри реакции. И Павле и Варнава жестоко се препираа со нив. Може да замисли како ова изгледало. Знаете, имаше, јас се сеќавам, брат Зоран излезе, се сеќавам некаде 92 година ли беше, 93-та мислам во почетокот, кога беше расцепот. Имаше некои браќа кои што христијанството го сваќале како некоја тралала религија, и што све треба да биде мирно, тивко, да нема никаква остра реакција, никако да нема нешто насилно и така натаму. Точно, насилството, силеџиството не е христијанска особина, меѓутоа исто така е погрешно да се мисли дека во христијанството треба да бидеш само кроток, мирен, тивок и никогаш да не дигнеш глас против ништо. Тоа е исто така погрешна слика за христијанството. И кај Христа гледаме дека на во некои ситуации жестоко реагирал. Че знаел да се разгневи, иако без да сгреши. Како што и советува апостол Павле, кога се гневите, не грешете. Може да се разгневиш со праведен гнев, без да сгрешиш, без да има греф во сето тоа. Но заради нешта грешна природа, често знаеме да попуштиме и од гневот брзо да преминеме на греф. Но постои разлика. Постои разлика помеѓу праведен гнев и греф. Во случајов како изгледала оваа ситуација, жестоко се препира. Павле и Варнава жестоко. Како го разбираме? Како беше да го замислиме ова жестоко? Па се разбира, како поинако. Не било тоа некој парламентарен диалог, што би рекле. Не било тоа некој телевизиски дуел според правила. И токму затоа го спомена брат Зоран, бидејќи се сеќавам како он им објаснуваше на некои млади така, тогаш влаевци, со овие примери. Како изгледале кризите, кога се случувало криза и во самата апостолска црква, не било све мирно, кротко, идеално, туку кога се случувало криза, кога имало озбилна причина, доаѓало и до бунт, како што вели овде, и до жестоки расправи, жестоки препирки. И одлучија Павле и Варнава и некои други од нив да отидат горе кај апостолите и старешините во Иерусалим заради оваа препирка.
Расправи ја, значи. Краница, може да се каже, место препирка. Препирка е повторно млак, избран збор од страна на преведувачите, кои што ете се трудат да создадат што е можно по-идеална слика за апостолската црква, иако не треба да негуваме предрасуди или заблуди по ова прашање. И апостолите биле луѓе како и ние и знаеле да бидат обземени, ако треба, и од праведен гнев и да реагираат жестоко да се расправаат. Тие пак испратени од црквата, ја сега почнем со третиот, што минатиот пат не го читав, патуваа низ Феникија и Самарија и раскажувајќи за обраќањето на незнабожците, предизвикуваа голема радост кај сите браќа. Значи, на пат сега од Антиохија, на пат за Ерусалим, каде што требало да се соберат на собор, минуваа низ Феникија и Самарија, значи денешен Либан и северниот дел од Израел, Галилеја, Самарија, и раскажуваа на сите верници што ги среќаваа по пат, им раскажуваа за обраќањето на незнабожците, на паганите кои што се крштеваа при првото Павлово мисионско патување, кое што предходело на ова 15 глава. Како реагирале овие христијани? Сега, како реагирале, значи, јудејските христијани, кои што живееле во Феникија и Самарија, кога ги слушале овие вести за обраќањето на незнабожците? Третиот стих ни вели: предизвикуваа голема радост кај сите браќа. Значи, не биле сите јудејски христијани легалисти, не биле сите јудејски христијани, не проповедале или не тврделе сите јудејски христијани дека овие треба да се обрежат и да го држат целиот Мојсеев закон. Не. Може да си претпоставиме дека поголемиот дел од јудео-христијаните се радувале и тие на обраќањето на незнабожците и не барале некои старозаветни услови за нивното спасение. Но четвртиот стих вели: кога пристигнаа во Ерусалим, ги примија црквата, апостолите и старешините. Значи, првата црква, мајката црква, како што ја нарекуваат се уште Ерусалим, а тие известија за се што направи со нив Бог. Може да кажеме, апостол Павле им го раскажал целото свое прво мисионско патување. И што се случува? Значи, дори таму во Ерусалим, во црквата, и се вели не сите, повторно и таму не сите, туку вели некои. И само се кажува попрецизно кои се тие некои. Тога стана некои, овој превод вели од приврзаниците на фарисеите. Оригиналот вели стана некои од фарисејската ерес, што беа поверувале. Значи, во првата црква имало луѓе кои што биле фарисеи, но кои што станале христијани. Предходно биле фарисеи, припаѓале на фарисејската партија. Ништо чудно, таков е апостол Павле. Апостол Павле бил фарисеј. Денес не го споменавме тоа на пулката. Или го споменавме? Јас не се сеќавам. Апостол Павле бил фарисеј, го знаете тоа. Он припаѓал на фарисеите. Кој друг бил фарисеј? Да речем од Христовите следбеници, се сеќавате на некој? Како? Да, точно. Кој друг бил фарисеј? Симон, да, еден од Симоновците. Не Петар, не. Они други. Точно. Веројатно и Јосиф, бидејќи да се биде член на Синедрионот, можело, ако си фарисеј, ако си садуке, што значи од свештеничко потекло, од левитско потекло, и ако си книжевник или законник, учен рабин, учен теолог, учен во законот Мојсеев,
Но таквите беа обично потекнуваа од фарисеите. Значи книжниците биле фарисеи. Не сите сите христијани што имале фарисејско потекло, бидејќи апостол Павле бил таков, туку некој од нив што беа поверувале и зборуваа, че тие станале и зборувале дека сите овие, значи обратените незнаборци, крстените незнаборци, сите тие треба да се образуваат и да им се заповедат да го пазат законот Мојсеев. Еве го истото. Како и во првиот стих. Кај што читавме, а некои луѓе слегоа од Јудеја и ги подучуваа браката, ако не се обрежете според обичајот Мојсеев. Што? Што ако не се обрежете? Не можете да бидете спасени. Видите колку тешка ерес. Значи, џабе вие што верувате во Христа, џабе вие што се покајавте од вашите гревови, џабе вие што се крстивте дури во бањата на спасението. Џабе вие сето тоа, џабе вие искуството на Светиот Дух, силата на посветувањето, преродбата што се случила во вашиот живот. Сето тоа е џабе ако не се обрежете и ако не го исполнувате целиот Мојсеев закон. Не можете да бидете спасени. Се разбира, јасно е, многу е јасно зашто после вакви зборови настанал и бунт и жестока расправа. Може само се замислиме. 6 стих ни вели, апостолите и старешините се собраат да го разгледаат тоа прашање и пред да стане Петар и да почне тој да зборува, и ако се сеќавате, јас споменавме дека во третиот ден, или вториот беше, сега се подсетам, од геноконференција во Минеаполис, Вагонер ги цитираше од 7 до 11 стих на таа конференција. Тоа значи целиот Петров говор од оваа 15 глава. И со него ќе се занимаваме ние, ако даде Господ, следната сабота, со Петровиот говор. Значи, јас сега нема да мрднам понатака од 7 стих вечерва. Само на почетокот на 7 стих, интересни ми се овие зборови, по долго расправање стана Петар. И почнува да го држи својот говор, што ние ќе го читаме, ако даде Господ, следната сабота. По долго расправање. Значи, пред да стане Петар, имало долго расправање на тој собор. Можеме само да се замислиме како изгледала таа расправа. Не било едноставно. Неков да бевме ние, место адвентисти, да бевме евреи од првиот век. Па поверувавме во Христа, сме го прифатиле за Месија, се крстивме, го примивме и Светиот Дух, и така натаму, и така натаму. Но имавме тешко еврејско наследство, така да речем. Како ќе постапевме по ова прашање? На која страна ќе ја завземевме ние? Се разбирам, многу е тешко да се одговори едно такво прашање. Меѓутоа, очигледно е дека на Генерална конференција во Минеаполис се случило нешто слично. Една тешка криза, која што, за жал, резултирала со мнозинството да ја одбие оваа порака. Само помал број се согласиле со беседите и толкувањата на Джонс и Вагонер по овие важни прашања и по оваа премногу важна тема, оправдание со вера. Пред да го цитира Петровиот говор, во една од беседите на
Вагонер. Споменавме дека тој изнел докази за тоа што све представува, или што представува, како треба да го разбереме овој израз, законот Мојсеев, што се споменува во 6 стих, во 5 стих, се зove. Значи, оние што станале од фарисејската ерес, или приврзаници на фарисеите, тука наречени, кои што самите биле крстени христијани, зборуваат дека крстените незнабожци треба да се обрезуваат и да им се заповеда да го пазат законот Мојсеев. Сакав вечерва малку да се позадржиме на овој израз. Што е законот Мојсеев? Што представува законот Мојсеев? Ова е битно затоа што поголемиот дел од адвентизмот, во поголемиот дел од својата историја, имал едно чудно толкување на овој израз. Имено, според теоријата за двата закона, значи постои морален закон и постои церемонијален закон. Така. Едниот бил укинат на крстот, наводно, иако Господ вели нито една буква, ни титла, ни додека постојат небото и земјата. Сепак, адвентистите биле комотни да кажат дека голем дел од законот, церемонијалниот, е укинат на крстот, ама другиот не е укинат и тој продолжува да важи. Па затоа тврделе, а што правиме со оние стихови кај што Павле вели не сте под законот, во Галатјаните, во Римјаните, тоа се мисли дека не сте под церемонијалниот закон. Демек, сме под моралниот закон, понатаму. Но тоа се беа погрешни толкување. Вагонер ги расчислил тие толкувања со Божја благодат и за мене беше посебен благослов ланската проповед, тој ќе исполне точно на овој викенд, годишнина од тогаш беше 5 август таа сабота, кога ја држав темата под наслов додадениот или додаден закон. Објаснивме како треба да се толкуваат овие изрази. Нема време сега да се подсетуваме на тие теми, на тие дискусии и сите тие дискусии што лани ги имавме тогашната библиска поука за галатјаните. Но се сеќавам дека беше една посебно благословена сабота. Вагонер на почетокот на Генерална конференција објаснил што треба да подразбираме под изразот Мојсеев закон. Прво да кажем што до тогаш, па и после Вагонер со децении, до скоро, може да речеме, релативно до скоро, до втората половина на минатиот век, како вообичаено адвентистите го толкувале овој израз. Бидејќи проповедале дека постојат два закона, морален и церемонијален, тогаш овој моралниот како го нарекувале поинаку? Го нарекувале Божји закон. Моралниот го нарекувале Божји закон, а церемонијалниот како го нарекувале? Го нарекувале Мојсеев закон. И јас реков до минатиот век, како не, мината деценија во Хартланд се уште имаше учители кои што тоа го зборуваа. Конкретно се сеќавам на еден кој што тврдеше дека Мојсеевиот закон споменат во 15 глава е церемонијалниот закон. Зашто тоа го тврдат? Зашто тоа го тврделе еден куп проповедници во адвентизмот, еден куп писатели во адвентизмот? Па логично затоа што разбираат дека овие христијани не биле обврзани за нивото спасение да го држат Мојсеевиот закон. Затоа што разбирале дека апостол Павле во Галатјаните вели, кога дојде верата, не сме повеќе под власта на воспитувачот. Значи, до Христа, законот ни беше воспитувач до Христа, а кога дојде верата, не сме под власта на воспитувачот.
И затоа логично помислувале, ова не може да биде неморалниот закон, как моралниот закон е вечен, ова може да се однесува само на тие церемониални еврејски правила. Значи, многу било логично да се свати, да се рече дека Мојсеевиот закон тој е церемониалниот закон. Меѓутоа Вагонер почнал да зборува нешто ново. Еве само да го прочитам тој дел од извештајот. Вели во 9 часот, во вториот ден од Генерална конференција, 18 октомври 1888, во 9 часот наутро, започнува Вагонер повторно со своја беседа. Ги цитира овие зборови, што ние ги цитиравме сега, дела 15 глава, до сега. И тој изјавил дека Мојсеевиот закон и Божиот закон не се два различни закона, кои се однесуваат едниот за церемониалниот, а другиот за моралниот закон, туку представуваат еден те ист закон. Мојсеевиот закон е Божиот закон. Божиот закон е Мојсеевиот закон. И ова било нешто ново, и ова било нешто радикално за адвентистичките уши. Може да се претпоставиме зашто било и неприфатливо за повеќе мината. Но споменавме дека Вагонер во прилог на оваа негова теза цитирал некои други библиски текстови. И целата беседа ја завршил во 10 часот и 15 минути, се вели во извештај. Значи од 9 собрани до 10 и 15. 1 час и 15 минути. За тој ден. Ги цитирал прво 15-та глава од Броеви, односно 4-та книга Мојсеева, 22 до 24 стих, и еден новозаветен текст, Лука 2 глава, 23 и 24 стих. Ајде и ние да ги прочитаме тие стихови сега и да видиме дали Вагонер бил во право. Прво ќе отвориме во 4-та книга Мојсеева, односно во Броеви, 15 глава. Броеви 15 глава, 22 до 24 стих. Почнем да читам. Ако погрешите поради незнаење и не ги исполните сите тие заповеди, кој Господ му ги каже на Мојсеј, се она што ви заповеда Господ преку Мојсеј, од денот кога Господ ви заповедал, и за во иднината во родовите ваши. Ако грешката е направена неволно од народот, значи се изгрешил несакајки, тогаш целото општество нека принесе еден јунец за сепаленица, за благопријатен мирис на Господ, заедно со лебен принос и прелив, според прописите, и еден јарец или козел, жртва за греф. До тука е овој текст, значи од 22 до 24 стих. Што читаме тука? Сите заповеди, сето она што ви го заповеда Господ преку Мојсеј. Што се Господ им заповедал на израелците преку Мојсеј? Па се што е запишено се што е запишено во Тората, во Мојсеевиот закон. Што разбирале евреите под овој израз Мојсеев закон? Разбирале целото петокнижие, се што Господ заповедал. Се што Господ заповедал преку Мојсеја. А Господ заповедал многу работи преку Мојсеја. Дали ние ги држиме сите тие работи? Дали, например, некоја жена и адвентистка да била, дали кога ќе се породи, ако роди машко, ќе биде нечиста, колку беше таму, 33 дена. А ако роди женско, ќе биде нечиста 66 дена. Дали ние држиме таков закон? Например.
Дали не го држиме овој закон, што го читавме конкретно, да се принесе јуница, или јунец и јарец, за жртва се паленица? Се разбирам, не. Ова се старозаветни закони. Но дали ова биле Божји закони? Се разбира дека биле. Овие закони не ги измислил Мојсей. Овие закони Господ ги кажал преку Мојсеја. Сето тоа биле Божји закони. Евреите избројале во целото петокнижје, од прва до петта книга Мојсеева, се што Господ заповеда нешто, дека постојат вкупно колку, се сеќавате? 613 заповеди. Тоа се тие 613 заповеди од целата Тора. Значи, од првата заповед кај што Господ им вели на Адам и Ева, раѓајте се и множете се, мислам дека таа е првата. И исполнете ја земјата. Па потоа му вели немој да јадеш од тоа дрво и така натаму. Па до последната заповед што може да се најде во петта книга Мојсеева, евреите избројале уште во Стариот век 600 вкупно 613 такви заповеди. Да се сетиме што им кажуваше апостол Павле што им пишуваше на галатјаните. Зашто лани проучувавме во библиската полка. А ви сведочам вам, сите кои што сакате со законот да се оправдате, ако се сеќавате, дека секој кој што ќе се обреже или кој што е обрезан е должен шо? Да го држи целиот закон. И што подразбирал апостол Павле под целиот закон? Само 10 заповеди ги подразбирал, се разбирам, не. Како и секој евреин ги подразбирал сите 613 заповеди од целата Тора. Тоа го подразбирале 10 заповеди се само дел од тоа. Значи, без 10 заповеди има уште 603 закони или заповеди во Мојсеевиот закон, во Тората. Никој христијанин, дури ни најконзервативниот адвентист, никогаш не ги држал, ниту сметал дека е обврзан да ги држи, да го држи целиот закон. Но по целиот закон се мисли на целата Тора, на целиот Мојсеев закон, сите 613 заповеди. Ајде да отвориме во Лука да видиме што таму цитирал Вагнер и дали бил во право. Значи беше Лука 2 глава, 23 и 24 стих. Ова ќе бидат зборовите на ангелот, веројатно. Лука 2 глава, 23 и 24 стих. Дорочите кога се мисли на кога се навршија 22 вели кога се навршија деновите за нивното очистување, значи кога Марија го родила Исус, па вели 8 ден го обрежале претходно 21 стих. И кога се навршија деновите за нивното очистување, значи оние 33 дена, според законот на Мојсей, ќе споменува законот на Мојсей, го донесува во Иерусалим за да го представат пред Господа, значи во храмот. И таму ќе се сретнат со Симеон, нели, и Ана. И 23 стих, како што е напишано во законот Господов, дека секое првородено машко дете треба да му се посвети на Господ. Каде го пишува ова? Дека секое првородено машко дете треба да се посвети на Господ. Го пишува во 10 заповеди некаде? Не го пишува во 10 заповеди. Го пишува на друго место во Мојсеевиот закон. Меѓутоа, сето тоа, значи, Мојсеевиот закон, како израз, споменат во 22 стих, или законот на Мојсей, според овој превод, Лука го поистоветува со законот Господов во следниот 23 стих. Па и 24 вели, и да се принесе жртва, како што е речено во кој закон? Не вели во законот Мојсеев, демек само тој зборува за церемонии, туку во законот Господов 2 гугутки или 2 гулапчиња. Значи и церемонијалниот закон Лука го нарекува Господов закон.
Не била точна тезата на старите адвентисти дека под Мојсеев закон се подразбира само церемониалниот, а под Господов се подразбира само моралниот закон. Не. И церемониалните заповеди се нарекуваат Господов закон. И 10 заповеди, моралните заповеди и другите морални заповеди спаѓаат во Мојсеевиот закон, бидејќи спаѓаат во петокнижието Мојсеево, во Тората. Од таму ние ги читаме, од таму добиваме информација за тоа како гласеле тие заповеди. Значи, Вагонер бил во право. Нема разлика помеѓу Мојсеевиот и Господовиот закон. Тоа за еврејски поими, за еврејскиот менталитет и толкување ги опфаќало сите 613 заповеди од петокнижието. Целата Тора. И сега што значи ова? Христијаните да се обрежат и да го држат целиот Мојсеев закон, без што нема спасение. Епа сега, кога исправно ќе го разбереме изразот Мојсеев закон, одма ни станува јасно зошто е тоа погрешно да се бара од христијаните. Да го држат целиот Мојсеев закон. Што значи тоа? Да ги држат сите 613 заповеди. Ќе продолжиме следната сабота со Петровиот говор, кој што на соборот се случува според 7 стих после долга расправија. Истите прашања, истите проблеми, истите толкувања што постоеле на Апостолскиот собор, постоеле на Генерална конференција во Минеаполис и после тоа, и истите овие дилеми постојат на некој начин до ден денес. Се уште не се јасно разбрани овие работи и во денешниот адвентизам. Нешто време изминува и саботниот ден. Ние тука ќе привршиме за денес, ќе престанеме.